Иновативната работа на наставниците е двигател и иницијатор на формални образовни реформи на кои се повикуваат сите земји во регионот. Градот Бања Лука беше домаќин на 6-та регионална конференција Светот на образованието ги брише границите, наменета за наставниците од земјите на поранешна Југославија. Најдобрите едукатори, наставници, професори и стручни соработници имаа можност да ги споделат своето искуство и знаење и заеднички да направат еден подобар образовен свет. Доста се разликуваме од останатите земји, особено затоа што нашите наставници многу работат, многу се креативни, многу се успешни и кога го покажавме со голем број на признанија или најбројни признанија кои што беа на оваа конференција. Има што да се научи, особено сме многу напред во иновациите, во креативноста, ентузијазмот и иницијативите кои што ги превземаме како наставен кадар, кои што ги мотивираме учениците да работат, да учат и да бидат следбеници токму на нашата работа, па можеме еден ден ќе имаме доста ученици кои што ќе го следат нашиот пример и ќе станат и исто наставници и професори. Балканската ризница, како и голем број на активности, презентации и работилници кои што ги организираа наставниците, нормално по пријави. Ние бевме како дел од работилницата во рамките на секцијата за наука, каде што имавме организирано сушност работилница во која што учествуваа голем број на наставници, односно околу 30 на души, и нормално како резултат на таа презентација и тие работилници организирани повторно се здобивме со одредени признанија. Ова што го доживеавме беше величествено, многу убаво дружење и стварно награда добиваат само најквалитетните наставници. Искуството е големо, ние постарите сме личен пример како треба да се работи и тие од нас сакам да кажам, го копираат знаењето и мотивацијата. За таа цел направив преку проекти стаклена градина во моето училиште, која што ми представува и една истражувачка училница. И таму на учениците навистина им е интересно, работиме сите оние истражувања кои што ги имаме, експерименти и така натаму. Со учениците од 5 до 9 делење на кои што им предавам, многу сакаат да работат во стаклената градина, каде што сме навистина иновативни. Споделивме позитивни искуства, имаше многу дружење, организацијата беше на ниво. Мислам дека сме задоволни и дека пак ќе одиме на наредните конференции. Исто така, апел до сите наставници кои што не биле на конференција да се пријават. На конференцијата присуствуваа повеќе од 200 наставници од Босна и Херцеговина, Република Србија, Македонија, Хрватска, Црна Гора и Словенија. Нашата земја ја представува околу 30 наставници. Дел од нив се стекнаа со титулата најдобар наставник. Најинтересниот дел беа работилниците, каде што покажаа сите колеги добра пракса од нивните училишта, она што беше сработено таму, добра пракса која што можеме и ние тука да покажеме во нашите училници со нашите ученици и секако се она што е позитивно и полесно да се сработи, можеме да го воведеме како една иновативност која што ќе ни помогне во учењето на учениците и ќе ни помогне секако на нас наставниците во одржувањето на часовите. Како конференција можеме да кажеме беше совршено и прекрасно организирана, почнувајќи од првиот работен ден кој што се отвори како резултат на саемот на образование под мотото среќно учење. Голем дел од наставниците се представија со своји собствени креативни и инспиративни работи кои што ги работат во своите училници. И врз основата на тоа, штандовите беа оценувани од страната на комисија организирана од Асоциацијата на наставниците и голем број на наставници воедно се здобија и со награди. Како држава со најмногу признанија кои што ги добија на оваа конференција, навистина е предизвик да се биде помеѓу сите оние колеги кои што навистина имаат големо искуство. Јас бев една од тие помладите кои што со 15 години веќе работен стаж, мислам дека успеав да влезам во кругот на најдобрите со секако со помош на сите оние активности и сите оние предизвици кои што сум ги сретнала во текот на сите овие години, сите оние сертификати, обуки што сум ги поминала, помогнаа за да дојдам до ова значително признание. Професионалното семејство од ентузијасти годинава поместуваше граници и се вложуваше себе си за подобро образование во нивните земји. Со надеж дека следната 7-ма конференција ќе биде уште поуспешна. Најдобар впечаток ми остави она дружење, организација, сепак професијата наставник е една од најблагородните професии. Секако личниот доход е мотивација за живот, но за професијата наставник неопходно е љубов, толеранција, емпатија кон учениците да имаш. Сепак
за еден наставник најголем успех во животот е кога ќе доживее успех од своите ученици, кога ќе сретне некој ученик, кога ќе го поздрави ученикот и кога ќе му каже дека стигнал на некоја добра работа, завршил факултет, е успешен во својата работа. Значи, тоа е најголемиот успех на еден наставник. Првата беше во Скопје, ова е 6-та, така да би требало и овде да се организира, така да ќе бидат наставниците што повеќе мотивирани ако има разни проекти. Да ја сакаат професијата и да учествуваат во многу проекти, така да ќе добијат со текот на времето и голема самодоверба и мотивација. Би препорачала секој кој што има можност да оди и да учествува на оваа асоциација на Анексио, бидејќи се учи многу. Се мрежуваат многу наставници, се запознаваме со наставници од сите бивши југословенски простори и понатака соработуваме, учиме нови идеи, нови креативни материјали кои што би можеле да ги искористиме во нашите часови, така да би препорачала на секој кој што има можност да оди на оваква конференција. Да се биде нечи пример е одговорност, да се учи, да се стекне искуство е привилегија која ја добива секој добар ученик, кој продолжил онаму каде што застанал неговиот наставник. Ние настојуваме да ги пренесеме искуствата на помладите генерации, да ја засакат својата професија, затоа што ако не ја сакат професијата, ако немат љубов, емпатија према учениците, нема да бидат добри наставници. И затоа се трудиме нашите искуства да ги пренесеме на помладите генерации. Се надевам дека е предизвик не само за ние кои што прв пат, втор пат, трет пат учествувавме, туку и за оние кои што треба да се пријават и да учествуваат, бидејќи навистина е голем предизвик за запознавањето со други наставници, од каде што ќе излезат и голем број на проекти во иднината. Сметам дека секој наставник кој што навистина се труди и работи многу, може своето искуство да го пренесе и понатаму и зошто да не дојде до едно вакво признание, кое што ќе биде мотив понатаму не само за колегите, значи на моја возраст, но и помлади од мене, но сепак и за нашите ученици, бидејќи доколку учениците гледаат дека вие се трудите, работите и ги мотивирате, заслужувате нели да стигнете до една ваква престижна награда. Мислам дека воопшто не досниме, ние сме, можам да кажам, и најбројни на оваа асоциација, бидејќи сме по дух навистина иновативни. И во иднина, секаде каде што ќе се организира, јас прв би дошол, затоа што ова е незаборавно дружење, пријателство и има многу убави проекти, така да мислам дека би продолжили и понатаму. Заклучокот од 6-та регионална конференција е јасен. На наставниците им недостасуваат можности за студиски патувања, преку кои директно ќе се запознаат со предностите на некои други образовни системи. До новата 7-ма, која е закажана за следната година во Велика Горица, Република Хрватска, остануваат убавите спомени за подобро утре.